Прототипите секогаш се добро замаскирани од повеќе причини, особено поради дизајнерските финеси кои се неизвестни до самиот почеток на производството. Таков е случајот и со Ењак, чиј дел од снимките се гледа дека се направени во Велика Британија. Звучи малку чудно, но тоа е дел од стратешкиот одговор на компанијата која неодамна после само 2 месеци од продажбата мораше да го исфрли електричниот Citigo од својата понуда во оваа земја. Тој стана жртва на својот успех, бидејќи Шкода не можеше со испораки да одговори на побарувачката. Кога се знае ова, јасно е зошто чесите се одлучија идниот Ењак амбициозно да го понудат во 5 различни изведби. Основните ќе имаат погон на задните тркала и електромотор со моќност од 148, 180 и 204 конски сили. Верзиите со 2 електромотора ќе испорачуваат 265 или 306 конски сили на сите тркала. Во зависност од тоа, пакетот батерии ќе располага со капацитет помеѓу 55 и 82 киловат-часа, доволни за поминување од 340 до 500 километри. Основата се разбира е Volkswageновата електрична платформа, растегната на 4,65 метри, што е скоро колку Кодијак. Внатрешноста, типична за Шкода, ќе биде пространа и практична за семејна употреба, а во багажникот ќе собира 585 литри. Технологиите ќе бидат дополнети со најмодерните конективни и инфозабавни системи со екран од дури 12 инчи. Од Шкода уште наведуваат и дека за прв пат ќе користат еколошки одржливи материјали, додека цените не ги споменуваат. Тие ќе бидат познати во втората половина од годинава, кога треба да започне неговото производство. Првите испораки сепак ќе бидат во идната 2021. Иако може поинаку да се свати, Ењак не е изненадување од Шкода. Чешката марка својот прв електричен концепт со ознака Vision E го представи уште во 2017 година на салонот на автомобилите во Шангај. Заснован токму на платформата на групата, тој има неверојатно слични перформанси со топ верзијата на идниот сериски модел. Лани во Женева следеше Vision IV, кој беше малку поинаков и за кој веруваме дека ќе му го даде финалниот изглед на Ењак. Тој е само прв чекор во остварувањето на плановите до 2025 година Шкода да има 6 целосно електрични модели. Според нив, нареден ќе биде хеджбек поставен на истата платформа, кој треба да го очекуваме за 2 години.